Драги мои, добре дојдовте во новата трета сезона на Fair Play. Јас сум Јана Серафимова и со голема чест и задоволство одново ќе бидам ваш домаќин со цел да ви ги доближам секојдневието и патот на спортистите до исполнување на нивните цели и градење на успешна кариера. Во новата сезона новитет ќе биде нашата одлука да им дадеме повеќе простор на фановите. Тоа значи дека ќе видите и слушнете личности од нашиот јавен живот со различен тип на професии и занимања, кои со нас ќе споделат знаење за спортот, пасија кон нивните омилени клубови, спортски неуспеси кои можеби некогаш сериозно ги разочарале, но ќе разговараме и за спортските успеси кои ги радувале. Затоа, доколку се пронаоѓате во овој опис или доколку познавате некој сериозно голем спортски фан, пишете ни на нашата Facebook или Instagram страница Fair Play со Јана. Мој прв гостин оваа сезона е човекот кој по многу нешта е поинаков, специфичен, невообичаен, ако го споредиме со останатите, и мислам дека токму благодарение на тие карактеристики успеа да ги освои спортските врвови. Она што го вети минатиот пат кога беше овде, тоа и го исполни и стана светски шампион. Да бидам искрена, малку и ми се подналути кога го прашав дали ќе биде најдобар. Ми рече прашањето не треба да биде дали, туку само кога, затоа што за него друга опција освен да стане шампион не постои. Верувам дека овие информации се доволни за да знаете дека во студиото денеска ќе го пречекам светскиот шампион во бокс со голи раце Горијан Славески. Фактот дека деталите во врска со неговото физичко и ментално здравје, кои тој ги сподели во нашето интервју минатата сезона, предизвика интерес и позитивни реакции од ваша страна. Овој пат не натера да поканиме уште еден човек, па на мое големо задоволство. На дел од овие теми ќе слушнеме и стручно медицинско мислење. Среќна сум што ја прифати поканата да гостува во Fair Play и да зборува за повредите на боксерите, за нокаутите, за трајните последици по нивното здравје. Професор доктор Иван Барбов, кој е невролог, директор на Универзитетската клиника за неврологија и веќе 14 години официјално медицинско лице на Кикбокс Федерацијата на Македонија. Fair Play почнува сега, а вие бидете заедно со нас. Goyan! Slaveski! Епа не е воопшто мала работа во студиото на Fair Play и телевизија Телма, што го имаме едноставно најдобриот во светот во својата категорија во бокс со голи раце. Горијан Славески е со нас за добар старт на трета сезона. Гого, добре дојде. Добро те најдов. Ти честитаме за титулата, не само јас, туку цела наша екипа. И нормално сакаме да слушнеме какво е чувството да бидеш world number one. Неопишливо е чувството, дефинитивно. Поддршката ми е од големо значење и ја добивам во дури неочекувано во колкави размери ја добивам поддршката и многу ми прија и дефинитивно да бидеш број еден во светот е, мислам дека сон на секој спортист. Дај малку детали во поглед на се, на твоето секојдневие, колку се разликува од моментите кога беше популарен, многу популарен, ама што е разликата од кога сепак официјално си најдобар? Имаш драстично поголемо внимание, повици, интерес? Има од секаде има reach out или како да кажам, ми пишуваат луѓе од секаде и за жал не можам на сите да одговорам. Ми значи поддршката, продолжете да пишувате, мислам, јас сум истиот, тој што сум бил и претходно, мене славата не ме менува, се уште сакам да направам пат само за луѓето што сум им мотивација, за децата што ме гледаат како ме идолизираат и сакаат да успеат во било што, дали е во спортот или во
во образование или во што и да е. Има и други луѓе кои што се и постари од мене, што им давам, што се вика живот, и тоа мене ми дава живот као возраст. Во Македонија, како и вообичаено, не си многу долг период, но нели редно беше да се дојде дома да се прослави титулата, се годиме поред. Прво за доаѓањето. Значи, твоите најблиски не знаеа дека ќе дојдеш. Како изгледаше твојот влез или упат, еве ќе го потребам тој збор, дома, без нивно знаење? Па, татко ми просомнева малку, така да не беше нешто преизненаден, ама пресрекни беа едноставно. А мајка ми беше, се зачуди едноставно, беше превозбудена. Ми значат тие моменти и сакав да ги изненадам. Дефинитивно затоа и дојдов да поминам малку квалитетно време со моите најблиски. И мислам дека у тоа е најголемиот успех кога ќе го споделиш успехот со тие што највеќе те сакаат. Може би многу од гледачите ваши ме знаат во друго светло како лекар невролог и професор на Универзитетската клиника за неврологија. Меѓутоа, поголем број може би не знаат дека јас од 2009 година сум официјален лекар на Кикбокс Федерацијата на Македонија, значи со искуство веќе 14 години, и се надевам дека ова наша соработка и понатамо ќе продолжи. Во тоа време многу малце знаев за кикбоксот и почнав да одам на нивните тренинзи, на нивните надпревари, и навистина таа атмосфера, тој адреналин што се чувствува таму, мене ми се допадна, и исто така како невролог мислев дека може да помогнам, бидејќи сепак најсериозните повреди тука се невролошки. Секој надпревар е стресен, посебно првенствата, значи кога има едно државно првенство, има голем број на надпревари, има голем број на категории, во исто време има надпревари и на татами и на ринг. Со тек на време човек се навикнува, меѓутоа секоја повреда за лекарот е исто така стрес и предизвик, нели, што побрзо да ја санира. Како ја следа твоите дома борбата, знаеш? Споделуваат со тебе, ја гледаат во живо борбата или чекаат да слушнат каков е исходот, па потоа гледаат што се случило? Женскиот дел од фамилијата дефинитивно не го гледа. Не гледа? Не гледа ни една. Мајка ми, сестра ми и останатите. А машкиот дел се знае, има целосна поддршка и издржуваат да гледаат. Да, гледаат. Мора да се гледа. Се подголтнува, ама се гледа. Имаше коментари на Facebook, на социјални мрежи, дека Македонија можеби не ти го приреди она добредојде кое ти го заслужуваш. Еве го текстот што го пронајдов. Тука стои дека, еве да речеме, кај нашите соседи, Новак Џоковиќ и кошаркарите, оние актуелни успеси беа малку подобро поздравени. Ти што мислиш за ова? Дојде тајно, сега пак да повторам, не беше тоа официјално најавено кога ќе се вратиш дома, но дали тебе ти се важни овие нешта или... Па не ми е битно реално кој ме пречи. Ја осеќам поддршката од народот. Не треба официјално некоја установа или организација мене да ми направи пречек или не знам што. Бев денес во основното училиште каде што завршив, таму има поддршка од децата. Браво. Неизмерна, не можам да опишам, пресреќен бев кога видов колку ми се радуваат. Ме допираат кога да сум нереален и тоа ми е мене како остварен сон, тоа ми е сонот, едноставно да бидам патокас. Тие ми се невини души, ми се мотивација и тие ми е битно да ме пречекаат. Slavaski, black and gold trunks for Jake Lindsay. Time in round number 1. Good left hand from Slavaski. May not get the knockdown anymore. Oh. Round number 2 underway. A huge left hand from Slavaski. The center circle, leaping overhead. Oh, left counter. That landed good. That landed good. Lindsay, big uppercuts from the half-tie plug. Thudding shots from Lindsay. Now the overhead right. Lindsay on the turn. Good left hand and the right hand. Big left hand again. Lindsay to the ropes, looking to turn. Throw a counter punch in there as soon as that big wild punch misses. 3 left hands on the right hand, another big left hand. Slavaski to the inside. World welterweight champion, Gaian
Големата финална борба која што се разбери во Македонија и пошироко ја следевме, се надевам, се случи на 25 август. 26 овде во Македонија. Добро, против Линдзи кој што има речиси 10 години повеќе од тебе, односно е повозрасен. Има искуство, има UFC борби, што значи беше сериозен предизвик, така? Да. Како тоа беше во твојата перцепција од моментот кога те предизвика до моментот кога требаше да се подготвиш соодветно за борба? Па, не подценувам ја ни еден противник, но во исто време не им давам ни преголемо значење. Ја верувам во своите способности и тренирам, гледам мали детали од нивните перформанси и се адаптирам на нивната тактика. Воедно работам на моите подобри страни, затоа што очигледно до сега функционирало. И чим функционира тактиката, нема потреба да ја менјаш. И ја во тоа верувам. Резултат ќе го прочитам 49-46, уште еднаш 49-46 и 48-47, Да. што значи изедначена борба. Дали тоа кажува дека ова сепак бил еден од твоите потешки противници во досегашниот тек од кариера? Како мислиш изедначена? Па некако близу, сакам да кажам дека се бројките. Дека не е некоја драстична разлика во... Не е, например, дека сум му земал 5 рунди, Да. но тоа е едногласна одлука, што значи дека сите 3 суди од страна биле за мене. И тоа се должи на... Има различни судења, во боксот е другачие, во боксот со голи раце е сосема различно судењето. Први 3 приоритети се агресивноста, доминација во ринг и significant punches, односно удари што направиле поголемо влијание. Да, добро. Дефинитивно ми беше најтешка борба до сега. Имав и на фацата се гледаше, на лицето ми се гледаше и по главата, имав удари прљави, се здобив со прљави удари позади глава, позади уво. Добив и мал потрес, може да се каже. За ова раскажи ми сега, одиме поред. Потрес сепак е сериозна работа. Самиот кажуваш, различни се правилата, но можеби и во минатото почесто или во други типови на категории или спортови, некогаш тоа знае да биде причина и за прекин на борба. Зависи колку е сериозно. Да. Како ти продолжи? Во прва рунда се здобив со удари позади глава и од тој момент ништо не памтам. И после борбата, нели, кога прогласуваат се тоа, пред да прогласат, камерата е на мене, ја му се вртам на менаџерот, ја покривам устата и му викам што се дешава, што славиме. Не памтам ништо од таа вечер, освен тоа дека после борбата го имав кајш. Како? Мора уште малку подетално објаснување, затоа што сега не ми е јасно, ако ти имаш во моментот проблем, тогаш како успеваш да се одбраниш, како имаш фокус, каде да нападнеш, како од тој момент до крај борбата издржа? Не нешто издржа, ја доби. Тоа искрено се беше аутопилот, тоа се беше реакција, тоа беше инстинкт, подсвест, што сум си врежал у глава или што сум тренирал до тогаш. Тоа не беше со тактика или со било каква техника, може и да се забележи која анализирал борбата, дека нема некоја предвидена тактика, затоа што ја уопште не памтам дека сум се враќал измеѓу рунди до кај тренерот и он ми кажувал што да направам и ја нели сум правил или не сум правил, ништо тоа не се памти и едноставно не знам, самиот инстинкт ме водел. Твојот тренер знае што се случува? Немало не знаеше. Предпоставувал, можеби или забележал на твојот лик дека нешто? Да, забележал, приметил дека не сум присутен. Ми го видел лицето дека не сум едноставно присутен, дека Претпоставувам во таква ситуација може и да ти сугерира ако смета дека е подобро да ја прекинете борбата, што сега кој е последна опција, но не дај Боже да ја прекинал борбата. Таква конверзација не. Ќе ми беше следниот противник он. Да, ќе беше жртва потоа на... Не дај Боже тоа. Ми спомена повторување на исти зборови, повторување на ист текст. Претпоставам тоа е вообичаено кога ќе се случи потрес. Да. Така? Постојано истите прашања, кој победи. Истата вечер, 15 секунди од после победата, кој победи, што е ова, што славиме, што се случува, кајдеме сега, кој победи, пак истите. Кога стана целосно свесен дека си конечно шампион? Па,
од кога се стишија работите, ја отидов и во болница да ја прегледам главата, нели имав снимање на главата и ги чекав резултатите до сабајле до 6-7 саат. И фала му на Господ, нели се кој што треба. Тогаш кога падна адреналинот и кога се вратија работите во нормално, веќе почнав да се освестувам и да не дека се врати нешто од ваквото, ама веќе не ги поставував истите прашања. Аха, се стабилизираше. Да, се стабилизирав. Спомнавме нели дека се многу чести повредите во предел на главата. Да кажеме најчести се повредите на носот, фрактурите, али тие се безазлени, меѓутоа повредите на очите се многу сериозни и многу често настанува одлепување на ретината, аблација на ретината, која нели мора да се оперира и може да доведе и до слепило, посебно при повторувачки повреди, така да повредите на очите се исто така за одбележување, бидејќи видот е многу важен за секоја особа. Меѓутоа, тоа што е многу познато за боксерите, па и за кикбоксерите, за кои многу се пишува, има многу трудови, тоа се повторувачките повреди на мозокот, бидејќи тие со тек на време, секако оштетување на мозокот остава своји последици. Ако е потрес, рековме, тоа не остава органски последици, меѓутоа ако е контузија, набивање на мозочното ткиво, тоа мозочно ткиво може во тој дел да атрофира. Исто така, нели често се случуваат и микромозочни крварење. Со тек на време сите овие крварења се ресорбираат, меѓутоа на тоа место остават празнини и со тек на време настанува акумулација на овие повреди на мозокот и тоа нели што е многу познато дека професионалните боксери кои имаат многу мечеви, многу повреди, со тек на време развиваат деменција, значи губиток на меморијата и тоа е навистина сериозен проблем, бидејќи па и нема некој посебен лек што може тука многу да помогне. И сам кажа, сепак и твоето лице изгледаше помалку и страшно, сега искрена ако бидам, меѓутоа сега изгледаш супер, а не е поминато премногу време од тогаш. Да. Има некој специфичен важен начин за побрза рехабилитација или тоа природно? Па природно не можам да кажам дека нешто специјално правам, затоа што јадев пици, јадев хамбургери и се што можев да изедам, ама исто припазував малку на храна, но не можам да кажам дека тоа беше главниот елемент за кој што направив ја рекавери. Не знам на што се должи. Едноставно ти олеснува. Фала му на татко ми на гените. Да. И тоа најверојатно. Да, за сите гени, не само конкретно за тој момент. Да. Добре, шампионски гени, но и многу работа, рековме, и таков менталитет. Не те прашав ниту минатиот пат, дали никогаш до сега си претрпел нокаут? Јас тоа го немам видено на некое видео. Имало ли нокаут ситуација? Не сум имал нокаут да паднам, туку имало прекин во боксот од судија. Затоа што примев многу удари во глава и едноставно судијата влезе и ја прекина борбата. Тоа ми се има случано и ми се има случано на спаринг. Ако трае подолго време губитокот на свест, тие нормално за тој период ништо не се сеќаваат. Инаку, кај потресот на мозок немаме органски пореметувања. Моментално се пореметува функцијата и потоа таа се враќа. Меѓутоа може да има посериозни повреди. Тие се многу познати во боксот, куп и контракуп, така наречени. Куп повредата е кога со рака се удира во предел на главата и тука нели се оштетуваат и кожата, и подкожното ткиво, и коската. Коската удира во мозокот и настанува оштетување на мозокот. Меѓутоа многу посериозна повреда е контракуп, значи повреда од спротивната страна. Тоа е кога силно ќе се удри главата, бидејќи на борците тие се спремни, вратот им е фиксиран и се спремни на удар, главата не се придвижува, меѓутоа се придвижува по инерција мозокот и тој удира од другата страна на черепот, значи повредите се од другата страна на ударот и овие повреди се навистина многу сериозни. Борците знаат подолго време да бидат во безсознание, при такви состојби
ретко се јавуваат и епилептични напади, че може да доби епилептичен напад, грчење на целото тело, што навистина многу лошо изгледа и тогаш тој борец мора веднаш да се извади од рингот, да му се пружи прва помош и потоа да биде пренесен во соодветна болничка установа. Ако некој борец имал нокаут, да кажеме, тој не сме да тренира и се надпреварува 6 месеци. Какво е чувството од конкретно кај оној што се бори кога целосно ќе изгуби свест и кога повторно ќе му се врати свеста? Што е тоа што го чувствува, што му поминува низ главата? Страв. Страв? Да, страв. Затоа што изгубен си, зависи до кој степен и колку си долго си изгубил нема меморијата свет, и колку време не ти се вратила, ама во голем дел е страфот од непознатото, едноставно се осеќаш ко мало дете. Зависи колку работи си заборавил и на што се треба да се враќаш, ама во 2015-16 година кога добив потрес за време на спаринг, 2-3 дена немав целосна меморија и поставував исти прашања постојано и таков бев малку изгубен. Зашеметен, да. Добро и што не биле многу таков тип на ситуации. Кога веќе спомена спаринзи, еве и кога имаш малку повеќе време за одмор, кога правиш полесни тренинзи, кога ќе дојдеш во Македонија, има ли некој кој што ти е онака најдобар пријател за во ринг и за да правите лесен спаринг, лесен тренинг? Имаш ли некој таков чија енергија ти прија и сакаш заедно да тренирате? Има многу луѓе што имаат овде ентузијазам за спорт и многу ми е мило да тренирам и мерак ми е да тренирам со нив секогаш кога да се враќам. Ама сега во последниве неколку пати само пробувам рекавери на рацете да направам, да ги заштедам и да не тренирам толку многу, мислам од тој тип на тренинзи. Трчање, дигање тегови и такви работи се секогаш добре дојдени, ама пробувам да одморам од удари, од стрес на телото на таков начин. И малку да го тргнам паметот од fighting mode. Малце да сум по-другачија, затоа што преку цела година сум во тој fight mode и пробувам да се релаксирам малку кога доаѓам овде. Кај боксерите во предел на рацете, поради честите удари, тоа не само за време на надпревар, туку и за време на тренинг, бидејќи тие многу повеќе тренираат отколку што се надпреваруваат, многу често настануваат микрофрактури, па и фрактури на коските на рацете, а знаеме дека тука поминуваат и сензитивните нерви и секако и моторните, така да при повторувачки повреди може да настане повреда и на сензитивните нерви и затоа тие, освен тие фрактури и деформации што ги имат, не може да ги виткаат прстите кај некои случаи, меѓутоа има оштетување на сензитивните нерви и тие не осеќаат таква болка, како кај луѓе, кај кои што се дланките здрави, кои еве ние малце ако удриме ќе се повредиме и многу ќе не боли, да. Рацете во добра состојба се сега? Мислам, добра состојба, ти знаеш за твои стандарди што е добра. Секогаш ќе викам дека се во добра состојба. Дури последниот пат сега после борбата ги снимав и се јави во болница и реков: "Ќе ве замолам да не ми ги праќате резултатите." Нема скршеници? Па нема. Не беше целосно сигурна, ама нема, се надевам дека нема. Дали сега има можеби и уште поголем притисок, во смисла дека кога си број 1, тогаш фокусот е на тебе и сега останатите почнуваат со ковање на некакви планови и стратегии како да го преземат тие твоето место, природен процес. Ти прави тоа притисок, стравуваш, дали ќе ти биде лесно или не да ја одбраниш титулата или? Не, знам дека нема да биде лесно да се брани титулата, ни една борба нема да биде лесно. Ама не спремен сум на тоа сценарио уште од самото влагање во овој спорт и во претходниот во боксот, дека секогаш ќе има гладни противници. Нема да бидат погладни од мене. Тоа дефинитивно. Можам да го гарантирам. Дали некакви конкретни промени планираш во смисла на стручните луѓе околу тебе, тимот, менаџерски тим, начин на кој што ќе функционираш секојдневно, што се вели од утре натаму, или ќе продолжиш по старата добра проверена тактика? Или па е рано да се каже? Не, дефинитивно ќе направам одредени промени во тактика, во тренинзи.
Политиката надвор од рингот е малку покомплицирана, односно животот надвор од рингот е малку покомплициран. Со спаринг партнери, со тренинзи, не е се црно и бело, само се појавуваш во джим и они те тренираат, не е Холивуд, не е Холивуд филм. Туку треба да се адаптираш, има компликации, има некогаш проблеми со менаџер, тренер со менаџер не се согласуваат и обратно, и мора да се усогласи се тоа, мора да се направат промени и во тактика, нешто што ти било слабост, кој е најдобар клуб, се прават постојано промени. Се чувствуваш некогаш растргнат во смисла, сигурно и сега кога си веќе шампион, секој мисли дека јас ќе бидам најдобар тренер за тебе или јас ќе бидам најдобар менаџер за тебе и така натаму. Секој гледа собствената политика, но успеваш со тоа да се носиш? Да, затоа што јас барам тренер што ми прија мене на мојата енергија. Не секој тренер е исти, не секој тренер функционира за секого. Некој што е за мене предобар тренер, може апроучот према тебе нема да биде добар. Може јас реагирам на по-груб разговор или по-нежен разговор ако некој ме смирува, а може ти реагираш обратно на нешто друго. И затоа секоја индивидуа си бара тренер што прија прво на менталниот склоп како фајтер, а после на самите скилсет и на тренинзите и на енергијата во клубот и сите тие работи. И ме поканиле да тренирам, меѓутоа искрено не сум почнал да тренирам. Не сум се приложил во такви, во природа на некој спорт, пешачење, на тоа сум бил, меѓутоа не сум облекол ракавици, не сум пробал, иако сум имал желба, меѓутоа и самите обврски некој пат нас не спречуваат, нели, да направиме некои работи кои навистина може би ова е добро прашање, ма и никој пат не е касно. Сега оваа борба, добро, настрана потресот, затоа што кажавме колку го менува незиниот тек во твојата глава, но имаше ли нешто што беше најсилно оружје на твојот противник и каде што најтешко ти беше да одговориш? Каде најсилно те нападна? Да, клинчот, држењето. Тоа му беше планот и он тоа го најави, дека он ќе бара клинч и ме држеше многу често и му успеваше тактиката да ме изморува, да ме удира прљаво, да проба на боречки начин да ја победи борбата. Ама голем дел од рундите не му успеа. Тоа е тоа. Победник може на крај да биде само еден. Тука е кајшот, тоа е видно. Тука го гледаме, многу сум среќна што и ти си овде и што дојде со полни раце како што вети всушност. Еве јавно извинување да дадам. Минатиот пат имавме мала расправи околу тоа. Ти не веруваше. Кога ден денес што не веруваш? Не е точно. Само прашав дали ти ми рече не е дали кога е. Кога ќе се случи? Да. Не е под знак прашал. Добро. Ќе привршиме полека, уште неколку работи ми се важни. На страна сето ова борење и она што е јавен живот, тука те пречекаа меѓу другото и другарите, спомена училиште, тука беше и твојата општина. Успеа ли малку да се релаксираш? Дали е Скопје добро место малку и да се забавуваш, ама на раат да се забавуваш? Или не успеваш баш во тоа заради сите желби за разговор, за сликање и Не, супер е, дефинитивно оваа енергија ми прија после борба. Е најубавото нешто да го поминеш со луѓето што те сакаат, што се радуваат и дефинитивно е пријатно. Ме застануваат луѓе на улица, гледам дека искрено ми честитаат и дека стварно им е мерак и ми прија, не можам да се пожалам од тие работи. За жал, јас сепак сум, како да кажам, повозрасен, имам големо искуство и мора да кажам дека тој фер плей на кој луѓето што ме знаат дека јас секој пат сум играл поштено, сум сакал да помагам, меѓутоа не секогаш тоа се враќа во иста мера, што нели некој пат може да предизвика и разочарување кај нас, меѓутоа секој пат сум бил позитивен, сум бил приврзаник на ова мислам фер игра, нели, фер плей, меѓутоа мора да кажам дека како минува времето, ова се помалку и помалку го гледам за жал
и некако луѓето се повеќе насочени кон себе, малце егоистични и многу тешко таа рамнотежа баланс се воспоставува, меѓутоа има такви случаеви, така да надежта, јас секој пат во се сум оптимист, па и ова, и се надевам дека нормално и кризата во општеството го прави своето, меѓутоа се надевам дека ова ќе се подобри и овој нашите меѓучовечки односи ќе се подигнат на повисоко ниво, нели? Во овој свет се споменуваат високи цифри, високи суми и финанси, генерално како награден фонд. Ти си шампион, што е јасно дека соодветно си беше награден за оваа титула. Да. Колку и тој финансиски дел тебе од тој момент ти го менува животот и дали те поттикна, што би се рекло, да погледнеш назад и да размислиш дали сепак сето ова се исплатеше, затоа што твојата приказна, нема одново да ја повторуваме, не била секогаш така сјајна, многу далеку од тоа, спиење по аеродроми, менување клубови, неизвестност, не некои големи финанси, но еве сега си во една нова позиција. Како на таа споредба гледаш? Секогаш позитивно, секогаш се враќам на тоа каде сум бил. Ако не ми текнува, сега барем има излезено и документарка снима за мене. Секогаш можам да ја погледнам таа документарка и да видам дека сум спиел во кола, дека живеев на улица, што се вика, спиев по джимови, по коли. Некој ако ми даде да преспијам кај него на кауч, секогаш ќе бидам благодарен до каде сум стигнал и никогаш нема да речам не е ова доволно или може подобро, секогаш може подобро, но многу сум благодарен и дефинитивно задоволен од тоа како се движат работите. Би се уште еднаш од почеток до тука, да, ако мора? Да, значи нема кајање или размислување. Никогаш не се каам за нешто што сум направил. Ти ќе чекаш нов предизвик, одново скоро се враќаш назад во Америка повторно, така нема да бидеш предолго овде. Значи си продолжуваш со твојата рутина, ќе чекаш предизвик, но дали можеби имаш некоја желба за противник? Имам од овие UFC Superstars што доаѓаат, што се нели Superstars во BKFC, и ако дојде Конор Мегрегор би сакал да го пречекам. Замисли тоа да ни го приредиш на сите, стискам палци, да не речеш дека не верувам, еве верувам. Јас знам дека не веруваш и сега, ама да ќе се случи и тоа. Не знам што со овие напади, ама добро, како и да е, не. Шала на страна, ако се случат и такви убави сценарија, убави се апсолутно за нашиот спорт и за тебе, знаеш дека секогаш, искрено секогаш навиваме за тебе. Да, благодарам. Ти благодарам на честа, ти посакувам добро здравје, многу среќа, успешна работа и следен пат со следен успех да се видиме. Да, ето така може. Благодарам на поканата. Дефинитивно нареден пат се надевам дека нареден пат кога ќе се вратам веќе ќе имам одбраната титулата, така да најверојатно кога ќе дојдам овде веќе ќе имам 2 кајша. Да. Ти благодарам уште еднаш многу. На моја голема, огромна чест и задоволство, Гого Славески, нашиот шампион, во првата епизода од нашата нова сезона на Fair Play со Јана. Се надевам и за вас беше убаво и беше уживање да го слушнете тоа што он во оваа прилика имаше да го сподели со нас, и верувам тоа ќе биде само мотив, поттик и следната недела во стандардниот термин 16:15 часот да бидете на телевизија Телма. До тогаш, довидување.